Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секогаш тука сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Перич и денешниот мој соговорник кој што веќе со мене во студиото, за кој што ќе разговараме за една интересна тема. Верувам дека барем секој втор или трет денес има таков проблем. Уште повеќе нели е добро да се кажат повеќе информации за да нели биде од ваша корист. Веднаш ќе ви најавам, денеска ќе говориме за дискус хернија и лекување со декомпресиона терапија. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина и секако одговорна за денешната тема, а ни доаѓа од ПЗУ Превентива 99, значи приватната здравствена установа Превентива 99. Се надевам дека сето ова што ќе го слушнете во продолжение ќе биде од ваша корист и знаете, отворена контактна емисија сме, ако имате нешто да прашате, да се вклучите во нашиот разговор во однос на проблемите со дегенеративните нели промени на работниот столб, било и што и да е, нели, не мора да е само дискус хернија, можете слободно да се приклучите во нашиот разговор. Симона, драго ми е што повторно си дел од ваш термин, второ гостување во новата сезона, мислам во оваа сезона, веќе кај да ќе заокружиме. Добри дојде. Ви благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство да бидам гостин во вашата емисија. Така. Кажав дека ќе говориме за декомпресиона терапија на дискус хернија. Дискус хернијата некако е многу застапена. Чест проблем, најверојатно заради сето на што ни се случува во секојдневието, намалената физичка активност, седењето многу пред компјутер, телефон и така натаму. Меѓутоа, ајде првин да ни објасни што представува дискус хернијата, па подоцна ни веќе ги кажеме сите детали околу ова. Да, дискус хернијата, значи за да кажеме за дискус хернијата, првин треба да ја знаеме анатомијата на рбетниот столб, односно рбетниот столб се состои од три дела, имаме цервикален, торакален и лумбален, са и сакрален ден, меѓутоа тој во случајов во врска со дискус хернијата не е толку битен. Ние имаме пршлен и меѓу два пршлена се наоѓа диск. Тој диск е всушност се состои од 15 до 20 од 10 до 20 фиброзни прстени, околу во нив е затворена желатинозна маса која е 90% вода и тоа представува еден вид амортизер за ние нашите движења кои ги правиме во секојдневието да го амортизираат, еве така народски да објасниме, ударот и притисоците врз нашето тело. Токму поради тоа, поради поради старење, поради статичкото седење, поради некои професии кои имаат предиспозиција, да речеме, повеќе пред другите професии, доаѓа до дискус хернија, односно меѓу дискус хернија, дископатија, тука имаме некоја разлика, а тоа представува кинење на тие всушност 10 до 20 прстени фиброзни и истекување на желатинозна маса. Сега протрузија е кога не е комплетно истечено, односно имаме само дел од тие фиброзни прстени напукнати, односно да речеме од 15-7 и тоа е набабрено, притиска, може да притиска на некој нерв или радикс ние го викаме, може и централно да биде, меѓутоа може и да не доведе до толку големи болки додека кај хернијата доаѓа до целосно истекување на таа желатинозна маса и притисок најчесто на некој од нервите во зависност од локализацијата на која ќе се најде. Сега најчесто локализација е цервикалниот дел на вратот, односно вратот и лумбалниот дел на кичмата, бидејќи тој дел е најмобилен, најподвижен, додека торакалниот дел е понеподвижен, тој е во една кутија, јас го нарекувам, односно од едната страна рбетниот столб, од другата страна се ребрата и градната коска од напред, па тој не е толку подвижен дел и нема толку повреди во секојдневието. Така, значи горниот и долниот фактички се најчестите. Така. Кажавме дека фактички тие се тие дискови кои што ги прават проблемите кога станува збор за дискус хернијата. Претпоставам дека секогаш кога се појавуваат проблемите со рбетниот столб, се појавуваат и одредени симптоми. Па кои би биле тие специфични симптоми за дискус хернијата, да потенцираме нели кои се за вратото, кои се за доле, за лумбалниот дел? Тие се општи симптоми, да речеме, првично може да започне проблемот со некоја вкочанетост. Пациентите на почеток се жалат дека имаат вкочанување на мускулите
мускулатурата, подоцна тоа може да премине во болки, болка во определен дел, да речеме во рбетниот столб, а кога веќе се притиска определен нерв, ако е во вратот, многу често пациентите се жалат дека плешката ги боли или дека ги боли раката или има трнење во прстите. Па многу често ако е левата рака, пациентите ако има трнење мислат дека е срцев удар и првен се оди ЕКГ се прави, нели, кај кардиолози, кога ќе се исклучи дека потеклото на проблемот не е кардиолошко, тогаш нели почнуваат да прават рентген снимки, магнетни резонанси и се гледа дека најчесто доаѓа до притисок на нервот. Може да боли цела рака, може да боли само дел од раката во зависност од нивото на оштетување на нервот. Додека горните 3 оддела од вратот, најчесто тоа се вика цефалоцефаличен синдром, односно пациентите имаат повеќе вртоглавици, главоболки во тие 3 дела и како нели губење на свест, така нестабилност при движење се жалат и тоа тука исто имаме малку проблем во дијагностика, односно дур нели пациентот ќе отиде кај матичниот лекар, он ќе му каже што има и први нели се испраќаат на невролог мислејќи дека е нешто од мозокот, за подоцна да се исклучи нели дека е централно, односно дека е попериферно, односно дека е причината на вратот. И многу често некои имаат и главоболки како последица на тие проблеми. Така, кажавме симптоми, а кои се причините? Јас нешто на почетокот кога говорев нели околу темата, напоменав дека се случува поради нашиот начин на живот, кој што е нели години наназад некако ни се наметна, да немаме многу време за физичка активност, да повеќе бидеме статични, да седиме и поднаведнати можеби над телефоните, компјутерите. Кои се точно причините? Причините може да бидат многу. Значи слабата мускулатура, како последица на слаба мускулатура, доаѓа до оптеретување и неправилно оптеретување на рбетниот столб. Потоа некои професии, да речеме предиспозиција, еве стоматолозите имаат лоша професија, бидејќи се во една позиција која е неприродна за нас. Исто некои од музичарите, например виолинистите, бидејќи се од едната страна нели по оптоварени, исто така шофери многу поради честото седење во една позиција. Ете, честото седење може да доведе скоро еве во ова време во 8 часа е најмалце пациентите каде што седат на работното место. Еве програмери имаме например многу кои по 12 часа на ден работат во седната, меѓутоа и физички работници може да има, особено каде што има преголемо оптоварување, исто се случува кај оние кампански вежбачи, ние што ги викаме, односно решава дека треба да вежба, се осеќа способен, нагло нели започнува со тој спорт и доаѓа до некоја повреда, меѓутоа исто кај дигање на терет нели дома при преместување на нешто, многу често имаме пациенти што се повредуваат, бидејќи први неправилно се дига тежината, односно тежината е подалеку од оската на центарот на телото и пациентите дигаат со кичма, а не со нели свиткани нозе како што би требало да се дига за да не би дошло до оптеретување на рбетниот столб. Така, значи можеме да ги поделиме причините на, претпоставам, на некои што се примарни, а некои што се секундарни. Секундарни, да, меѓутоа имаме и некои генетски фактори, кај што нели например има некои генетски во фамилија каде што имаат например проблеми со мускулоскелетниот систем како цело и тие луѓе предиспозиција имаат, меѓутоа таа предиспозиција може да се смени ако да речеме се спортува, ако тежината телесна се одржува во некоја нормална состојба, бидејќи 1 кило на стомак е 7 кило оптеретување на кичмата, така да пациентите со прекумерна телесна тежина очекуваме дека ќе имаат проблеми, да речеме, со рбетниот столб, особено со лумбалниот дел, бидејќи тој дел е најмногу оптеретен. Да речеме, дискус херниите се случуваат 80 некаде посто во цервикалниот, вратниот и во лумбалниот дел. Така. И обично кога станува збор за проблемите со рбетниот столб, тие се специфични нели работи кои што треба точно да се утврди, како што напомена и ти околу нели дискусите, како стојат работите. Што се доаѓа кај вас еден пациент, претпоставам дека ова се можеби најчестите проблеми со кои што вие се соочувате во секојдневието. Значи, што препорачувате кога ќе дојде кај вас еден пациент и кога ќе се пожали дека ги има овие симптоми
симптоми без разлика дали станува збор за за вратниот дел или пак за лумбалниот како диагностика. Да, како диагностика, што вие му препорачувате? Што треба се да се направи за точно да се утврди како стојат работите? Најосновна работа е рентген диагностиката, меѓутоа не секогаш на рентген може да се види она што ние сакаме да видиме, односно ние гледаме дека просторот меѓу дискусите е стеснет, меѓутоа интервертебрален простор се нарекува, меѓутоа не знаеме дали тој диск и колку тој диск на пример притиска на нервот, додека ако направиме магнетна резонанса, кој е нешто што е најдобро во врска со мекото ткиво, значи магнетната резонанса, меѓутоа магнетната резонанса чини доста, термините се тешки, исто така и компјутерска томографија, иако е најдобра за коски, меѓутоа и меките ткива се диагностицираат, така да јас препорачувам пациентите ако може да имаат магнетна резонанса или компјутерска диагностика, за да можеме точно да го определиме начинот на лекување, да видиме колку е притиснат тој нерв или колку е влезен во спиналниот канал, во каналот на нервите, тој канал каде што сите нерви се во зависност на кое ниво е, и да видиме колку би очекувале терапии и сеанси да се направат, за да може да очекуваме некое подобрување, и со самото тоа можеме да направиме подоцна за 3-6 месеци до година дена да направиме контролна магнетна резонанса и да ги видиме резултатите што ги имаме постигнато. Така. Сега, ние споменавме на почетокот дискус хернија и декомпресионо, значи лекување, декомпресиона терапија. Имаме ние едни фотографии, ќе ги побареме од режија, подоцна ќе ги пуштат. Порано, некако, начинот на третман на дискус хернијата беше поинаков. Сега некако, медицината оди напред, нови технологии, нови начини на средување на проблемите со дискусите. Што би значило декомпресиона терапија, вака да појасниме за гледачите? Самото име, значи компресија представува притисок, притисок на нервот, а декомпресија всушност значи ослободување. Така да и самата операција е декомпресија и нашиот метод е неоперативно лекување со спинална декомпресиона терапија. Тие се специјални апарати кои прават извлекување на рбетниот столб со што се отвара од 1 до 3 милиметри просторот меѓу самите дискуси, бидејќи во организмот е апсолутен вакуум, немаме простор, се создава негативен притисок и со тој негативен притисок се абсорбира, односно влага внатре дискот и не притиска толку на нервот од една страна, а од друга страна всушност бидејќи дискусите немаат крвен сад, затоа и многу е тешко нивното лекување. Да речеме, ако има крвен сад во дискот кој стига до него, ние може да дадеме соодветно лекарство и да речеме тогаш ќе биде подобро. Меѓутоа, поради таа причина што нема крвен сад, ние нема како да ја зголемиме циркулацијата и всушност самите ткива да дојдат и да го излечат тој, да речеме, диск. И поради таа причина ние всушност со декомпресионата терапија правиме хиперемија се нарекува, односно крвоток доаѓа во тој оддел од рбетниот столб каде што сакаме, бидејќи ние можеме да прецизираме на кое ниво сакаме да работиме со декомпресијата, односно тоа истегнување не е целосно, 2 до 3 сегменти се истегнуваат со, да речеме, една терапија. Так. Не можеме во исто време да истегнеме 5-6, можеби секундарно, односно дел ќе се истегне, меѓутоа ние идеме, како да речеме, точно насочено во тоа ниво што го сакаме. Така да и со подобрување на таа циркулација и самото тело доаѓа, помага и се регенерира дискот, односно дел се абсорбира од тој истечениот материјал, бидејќи е вода, дел се абсорбира, имаме сериозно одлични резултати во тоа неоперативно лекување, што секако ни е цел како физијатри да помогнеме на пациентот, и без разлика секој доктор првин треба да и секој пациент треба да проба првин неоперативно лекување на било која диагноза, ако е можно, па потоа да се проба кон оперативното. Сега секако имаме ние 2-3 состојби каде што мора да се направи операција. Да. Тоа сакав да прашам, во кој случај кога веќе ќе ги донесат оние резултати, во кои се тие крајни, како да кажам, случаи кои што воопшто не се обидувате да ги решавате, туку навистина
веднаш се препраќаат на неврохирург. Точно така, на неврохирург пациентот ако има инконтиненција, односно неможност за задржување на урина или на фекали, тогаш веднаш пациентот треба да оди или ако Тоа е кога се работи за долниот дел. Да. А за вратот? За вратот претежно препорачуваме ако настане миелопатија, односно што се случува кога ќе излезе дел од дискот и ќе притисне премногу на нервот, околу самиот нерв има една обвивка од миелин и всушност таа обвивка е како да кажеме као жицата се оголува и поради тоа доаѓа до демиелизација на тој дел. Во тој случај исто препорачуваме оперативно лекување бидејќи ако продолжи таа компресија, односно притисок на нервот, може да дојде до парализа тотална на пациентот. Тоа секако говориме за екстремитетите или може за сите 4 екстремитети, бидејќи во зависност од нивото, пошто е централно, тоа претежно централното ниво ги опфаќа сите 4, централно, односно од цервикално ниво ги опфаќа сите 4 екстремитети, така да тие состојби на вратот лично за мене представуваат поалармантни, иако луѓето не ги доживуваат како такви, бидејќи тука може да дојде до таа миелопатија, што е апсолутна индикација веќе за операција, секако, со консултација со неврохирург според состојбата што би ја проценил дали може да настане. Исто така, например, ако има парализа или пареза на некој нерв, односно неможност да движи рака, неможност да движи нога, не може да иде на прсти, на пети пациентот, во тој случај веќе се препорачува операција или повеќе од 6 месеци никакво подобрување на состојбата, независно дали со медикаменти, со некои терапии, во тој случај исто се препорачува операција. Значи, тие се тие 3 случаи каде што ние на пациентите им препорачуваме директно да се оди на неврохирург. Секако и неврохирургот ќе процени, дури многу често ги препраќа, пробајте првин со физикална терапија, па подоцна да се дојде, меѓутоа ова ниво за разлика од класичната, не дека ова не е, ова е дел и составен дел и модалитет од физикалната терапија, меѓутоа е многу повисоко ниво, односно единствено нешто веќе кај што ние докажавме дека може да има сериозно решавање на проблемот, односно редукција на таа дискална маса. Масата што истечена во каналот се намалува. После 3-6 месеци ние правиме покрај симптомите што поминуваат, значи и се намалува и самата маса на дискот, односно гледаме некоја нова состојба каде што веќе нема таков диск во каналот, што е апсолутно нешто што сите целиме, дури и оперативниот момент е отстранување на таа маса во самиот канал. Така, ајде за да не биде само ние говориме, да ги пуштат од режија фотографиите, па некако да им биде појасно на гледачите за што зборуваме и еве доктор Симона е тука ќе објасни, може да ги пуштите фотографиите кои што се подготвени. Да, ова се всушност како изгледа еден здрав и рбет, а тоа е како изгледа еден дегенеративен. Ова е таа дискална маса, односно околу гледате фиброзни прстени, таа желатинозна маса која баш овдека прави притисок на нервот и гледате колку е тој нерв блиску до коската и всушност тоа прави притисок и болки на пациентите, дали по рака, дали по нога или во торакален дел имаат болка како што иридира према желудник, према срце и така слично. Така да ова е типичен пример, меѓутоа за напречен срез ово е, значи трансверзален, не е сагитален како претходниот срез. Тај уште еднаш претходните вратете ги режи, ако може само да се види што е како е кога е во нормална состојба рбетот, а како е кога има некој проблем. На претходната слика еве може да видиме дека нека постои малце фотографијата. Да, дека имаме големи дискуси, тие се повисоки дискуси, поголеми, додека поголем е просторот. Да, просторот меѓу самите. На следната гледаме дека дискусите се дегенеративни, односно намалена е нивната висина, намалена е хидратацијата, односно течноста внатре, меѓутоа и гледаме остеоартроза, тоа се оние шилци народски, да, што ги викаат шилци поради притисок на коската, на место каде што не треба да има притисок и поради тоа доаѓа до негова дегенерација, народски кажано шилци, или остеофити, медицински кажано, меѓутоа ова е дегенеративен од десната страна рбет, бидејќи и на другите зглобови имаме измени. Значи, ако ги погледнеме и од левата страна, ќе видиме дека и тие зглобови не се, бидејќи целиот рбет се состои и од лигаменти, и од дискуси, и од
и од коски, така да целиот тој дел е дегенеративен и изменет и ние се соочуваме и со друг проблем, например за дебелување на лигаментот и тој лигамент притиска и на нервите. Така да може и на другите слики да ги видиме. Каде што мислам дека имавме и слика и како изгледа и декомпресиона терапија. Да, тоа последната фотографија да се види тоа овај каде што е. Ова е декомпресиона терапија, каде што се прави терапијата. Да, ова е машината во зависност од кое ни е поставеност, ова е вака поставена за лумбалниот дел и стегнувањето, каде што се врши, каде што со тие два појаси се прицврстува телото и ова е, значи, подвижни делови, доаѓа до истегнување на ребетниот столб. Имаме повеќе видови, имаме истегнување кое е константно, статичко, а имаме истегнување каде што доаѓа до истегнување и враќање и со тоа подобро се хидрира дискот, односно веќе на магнетна резонанса докажавме дека може да има повторна рехидратација, каде што до сега тоа не беше докажано, никој не ни претпоставуваше дека е можно, што е сериозен напредок. Ова е за лумбален, од другата страна може да се постави, имаме уште едно нешто каде што се поставува за вратот и таму доаѓа со истегнување и на делот од вратот. Може да се изведува и на грб, и на стомак, и на страна во зависност од нивото на дискус хернија и од на кое ниво се наоѓа, меѓутоа и кој дел требаме да го истегнеме. Самата процедура е нешто што ми прашале пациентите, дали е болна, значи не е болна процедурата, односно пациентот не смее да има болки по време на самата процедура. Има како тастер, тој тастер. Тоа сакав да прашам, како знаете до кога да се случува тоа истегнување? Има ли нешто што покажува дека е толку и доста? Вака сега, имаме ние протоколи, тие се нели секогаш кога се ќе видиме вакви апарати, некако ги доживуваме помалку и ни е страф, Што ќе се случи? Не е возможно, мислам, да дојде до некоја, преистегнување. Зашто? Зашто најчесто ние работиме со параметри, со протоколи што се дадени според килажата на пациентот. Значи не одиме, не може исто истегнување да има некој со 50 кила и некој со 120 кила, бидејќи сами има параметри и се работат по протоколи, тие се светски амерички протоколи, односно производителот направил клинички студии врз база на тие протоколи ние работиме, ние да сакаме не можеме значи да работиме сами по сопствена, со што кај нас во нашата ординација имаме секојдневен мониторинг, односно пациентите јас ги надгледувам, параметрите строго се пратат, ако има било какви отстапување, веднаш се делува и се помага или се да речеме се мести како би требало да биде, со што самата процедура, кажувам, е безболна и не смее да има болки пациентот и има тастер каде што во случај на болка, во случај на паника, бидејќи има и пациенти кога се врзени ги фаќа паника, значи може да си го притисна тој тастер и со тоа самиот апарат прекинува, веднаш прекинува, меѓутоа не смее процедурата и така е направена, значи тие имаме и стари методи што се екстензии, меѓутоа оваа декомпресиона терапија е сосема безбедна, дури пациентот ако мрда, оно има внатре компјутер што прави 100 мерења во секунда за да може веднаш да го прилагоди самото истегнување, да речеме, кога мрдаме во текот на терапијата, една страна би се истегнала повеќе, друга помалце. Поради тоа компјутерот прави мерење и веднаш што мрда пациентот, оно се приспособува на телото на пациентот за да не би настанало никаков проблем. Обично, како што кажав, пред да имаме вакви некои апарати кои што би можеле да придонесат многу за да се излекува дискус хернијата, обично се лекуваше со класични методи, претпоставам дека и вие сте ги применувале претходно. Зошто треба да имаме доверба во ваков тип на лекување? Може ли трајно да се излекува дискус хернијата? Кои се придобивките? Да, трајно. Значи, кога збориме за лекување, збориме за трајно лекување, со што и хирушкото лекување и оваа декомпресиона терапија, ако пациентот продолжи да прави тоа што го правел, значи ако дига да речеме 50 кила после 1 месец од терапијата, нормално дека може да има влошување на состојбата. Така да препораките ние им ги даваме на пациентите, односно ако треба да се стабилизира рбетот со вежби, се прави мерење на мускулите, после месец дена доаѓа пациентот, се проверува колку е зајакнат тој
тој мускул, тој дел ние што сме го работеле, исто така да се редуцира кај некои пациенти телесната тежина, промена, например, ако седиме многу на 45 минути да се станува, да се рашетува, не мора долго време да се шета, може и 10 секунди, значи еден само круг да не е околу постојано бирото, седење. меѓутоа да не е едноставно да се внимава, например на подигање на предметите, тоа што реков уз тело да бидат дигнати, а не да бидат оддалеку каде што оската ни паѓа и е многу Обично повеќе. сме навикнати да се наведнеме па да дигнеме, а треба како да се клекне, така, да и се со тоа клекне, што е поблиску до телото, тоа оскат, односно тежината паѓа поблиску до нас, нели, тоа од физика, и со тоа полесен станува товарот, бидејќи ако со наведнување дигнеме товар од 50 кила, тој може од 630 до 720 кила да дојде оптеретување на ниво на L5, E7, додека ако се дигне уз тело може и до 80 кила оптеретување. Така да разликата е, нели, огромна ако се и позиции на спиење, добро седење, добар кревет, да речеме, на спиење, добар душак, некои работи избориме за трајно решавање, бидејќи со магнетната резонанса гледаме дека трајно може да се реши проблемот со што после во првите 3 месеци секогаш има ризик да се влоши состојбата ако пациентите нели не се придржуваат, бидејќи 3 месеци му треба на ткивото да се направи ново сврзно ткиво. Што значи тоа? Тоа е како кога имаме рана, да речеме некаде кај што крвари, во тој период од време, значи кога имаме зараснување, ако почнеме пак да ја повторно ќе се раскрвари. Меѓутоа после 3 месеци се смета дека се образува ново гранулациско ткиво и веќе е тоа место тврдо. Затоа и јас им кажам на пациентите да сметаат како постоперативно, нели, односно да не се опуштаат, бидејќи они се чувствуваат добри, да не ни прават рецидиви, мора да се внимава како ќе се продолжи со животот. Ајде уште еднаш тука ќе се вртам до нашите гледачи, говориме на тема дискус хернија и декомпресионо лекување, нели, на дискус хернијата кажавме и на вратниот дел и на кичмениот дел, па доколку имате некоја прашање или пак некој ваков проблем, може да се приклучите во нашиот разговор. Доктор Симона, кога станува збор за декомпресионата терапија, дали вклучувате плюс и нешто друго кога го третирате овој проблем во однос на можеби рачни масажи или така натаму, или нешто сосем друго што нели вие го применувате? Како што ги спомнавте тие физикални модалитети што ги имавме, ние се уште ги имаме и се уште ги користиме и тие се одлични во нивната, нели, во нивниот ефект, односно да имаат, да обезболат, да направат аналгезија, регенерација да направат, да го подобрат ткивото, така да ние користиме и електротерапија, и магнетотерапија, и лазеротерапија. Во нашата ординација имаме и шокоев терапија, која што впрочем, нели, веќе во повеќе наврати во вашата емисија имаме зборувано, така да и со шокоев терапијата ги комбинираме тие кои што има спастицитет, има згрчување, да се опушти мускулот за да може со било кој од овие претходните модалитети се нарекуваат, ја опуштаме мускулатурата и ефектот од истегнувањето ќе биде, нели, од декомпресионата терапија ќе биде многу подобар. Ние говоревме во една емисија, нели, не знам ако оние што не следат постојано ја следеле емисијата, говоревме токму за шоквейв терапијата. Дали може само практично со некој, како да кажам, поблаг тип на дискус хернија, се извинувам, да се излекува само со шоквейв терапијата? Нема некои познати, значи, случаеви каде што може такво нешто да направи. Ама може да помогне во смисла да помогне во смисла на, да речеме, во мускулоскелетни, во рбетниот столб, многу често поради тој спазам што се јавува, она може до 5 сантими внатре во самиот мускул и ние правиме, да речеме, шокоев терапија, мускулот се релаксира и потоа кога правиме декомпресиона терапија, всушност мускулот не ни се стега и ни дозволува, нели, таа миграција од 1 до 3 мм, всушност интервертебралните пространства да се отворат. Сите едни со други модалитети ни помагаат меѓусебно да се подобри квалитетот на рехабилитацијата на пациентот и побрзо, нели, да се врати на работа или во секојдневниот начин на живот. Дали побрзо би се истретирала дискус хернијата на кичмениот столб или на вратниот? Или нема правило? Па нема правило, меѓутоа сепак мислам дека вратот, бидејќи нема тежина, значи бидејќи главата, нели, не е исто како што и да го држи целебет, е многу полесно да се третира од наше искуство и многу брзи резултати дава во споредба, да речеме, со рбетниот столб, бидејќи со лумбалниот дел, бидејќи ние секојдневно тој пациент, иако иде на терапија, тој седи, се наведнува и многу повеќе го оптеретува за разлика од вратот, каде што вратот многу
може да се внимава и плюс самата тежина е многу помала на вратот отколку во рбето. Така да најчесто на лумбалниот дел повеќе време треба дури да се дојде до определени резултати, меѓутоа од прилика околу 4-5 терапии пациентите веќе чувствуваат подобрување на состојбата, кај некои нели многу тешки случаи потребно и 7-8 терапии, дури да видиме 30-40% на подобрување на симптомите. А колку време е потребно за трајно да се излекува? Во зависност од големината на дискот. Так. Значи тоа све зависи индивидуално од големината на дискот, меѓутоа по протокол се прават 10 терапии. По протокол се прават 10 терапии и се гледа За колкав период се прават тие 10 терапии? претежно ги правиме на колку временски, значи секој ден. Ден за ден Добро. ги правиме 10 терапии, бидејќи претежно и пациентите ако земат и боледување, да речеме 2 недели, во рокот 5 дена Треба и може да мируваат доаѓаат. тогаш кога ги Па прават некогаш терапиите? треба да мируваат во зависност од каде колкав е дискот, некогаш идат на работа во зависност, ви кажувам, од каква работа каква е имаат состојбата, пациентите и колку акутна состојба, односно колку пациентот има болки, колку може да се движи. Имаме пациенти буквално што се на штаки, тие сигурно не можат да одат и да функционираат, додека има пациенти со многу полесна клиничка слика каде што има таа протрузија, каде што не е истечен толкав дел од дискот, односно воопшто само пукнатина имаме на тие фиброзни прстени, Така. тука многу подобро и побрзи ефекти ќе добиеме, отколку ако екструзија, односно истекување на дискот, и ако има спинална стеноза, исто потребни се повеќе терапии, односно повеќе циклуси од терапии да се направат. И сега ме интересира кога се работи баш околу декомпресионата терапија на вратниот дел, дали после еве кажавте секој ден, 10 дена, после правењето на тоа истегнување би можело да чувствуваат некои симптоми, например, некоја вртоглавица или нешто, или нема тоа никаква врска? Претежно пациентите не осеќаат никакви симптоми, повеќе од магнетотерапија, ако ги комбинираме како повеќе модалитети, со магнетната терапија може да имаат пациентите првите 2-3 дена болки, потоа се стабилизираат болките, повеќе може би имаат притисок од самиот притисок на апаратот, меѓутоа немаат класични болки, веќе ви кажав 4-5 терапија пациентите драстично се чувствуваат подобро. И сега кога станува збор за примена на терапијата, понекогаш се случува нели некој да не сме можеби да практикува ваква терапија. Па има ли некои од пациентите кои што можеби имаат некои други проблеми, а не смеат да ја применат оваа терапија за овој проблем? Да, токму поради тоа ние сме били и на обуки и се знае, значи треба да ипак доктор специјалист што ја изведува за да ги знае другите болести. Кои пациенти смееме, а кои не смееме, например со морбус Бехтеров, со Бехтерова, тоа е како да кажеме окостување на целиот трбетен столб. Ние тој пациент не можеме да го третираме со декомпресиона терапија, бидејќи целиот трбетен столб е окостен, дури да правиме истегнување, може само проблем да направиме. И таа уште една состојба, тоа се Шуерманова болест, кај многу изразена остеопороза, така да кај тие пациенти што еве мене лично ми се суспектни, тоа се жени после менопауза што може да имаат остеопороза, во тој случај ние им правиме дексаскен, се одредува нивото на остеопороза, колку се коските јаки, за со која јачина да идеме на истегнувањето, за да не би дошло. Од друга страна, например, кај цервикалните, односно вратот, кај ревматоидниот артрит, исто не се третираат поради атлантоокципидална дислокација, пациентите имаат разлабовување на лигаментот. Затоа викам, не треба да се плашат ако одат кај некој што нели си ја знае работата, односно докторот ќе им објасни дали може. Еве има пациенти што дошле и што сакале, меѓутоа ние сме ги вратиле. Еве јас бидејќи имал контраиндикација за таа терапија. И затоа викам, не се ако помогнало нешто кај тетката, кај некој друг, дека нели мора истота терапија да се прави, односно докторот кој ќе си прегледа специјалист, тој ќе си знае за која терапија пациентот индициран. Добро, значи во секој случај се внимава. Многу се зема внимава. анамнеза, мисля че дека имаме гледач, ајде да го слушнеме. Добро вечер. Дали се слушаме? Да. Повелете. Вака, сакам да прашам нешто во врска со дискусернијата. Да. И јас имам проблеми L4, L5, дали е S1 или L1 е проблемот? E7. E7, да. Така. Не сум го запамтил добро и имам препорачено од доктор физикалец дека и треба да се интервенира со операција. Јас имам 36 години. Али ова ми е сигурно
некаде и 20 години. Првите знаци над 16 години сум ги чувствувал болките и сега на 5 минути да стојам на нозе имам големи болки. Добро. Може да се јавите после емисија веднаш и уште еднаш ќе го добиете бројот од доктор Симона, па лично ќе се слушнете нели да се договорите како може да се сретнете, да ги види сите оние испитувања кои што ги имате, за да види дали може со оваа терапија нели декомпресиона терапија да може да ви помогне. Јас сум бил еднаш кај ним. Една Да? терапија сум направил 3-4 дена. Сега во зависност од кое ниво и колку е, не знам, Так. треба да се види, претежно треба да се определи колку терапии треба да се направат. Ако е веќе 20 години проблемот, не верувам дека 4 дена Значи, би треба го малку решило повеќе упорност. проблемот, да. Меѓутоа и ќе се види каква е состојбата. Сега не го памтам јас пациентот, мислам не знам кој е пациентот, меѓутоа треба кај тие што се стари случаеви, реков 10 терапии се најминимално Значи, за мора да сите има, да се направат, за да така. има дали сега во комбинација со физикална терапија, дали во комбинација со шокоев терапија, тоа се решава. Меѓутоа, ако има некоја индикација за операција, сега да речеме ако има проблем со уринирањето, со нервите, тогаш во тој случај ќе се консултира и со неврохирург да се чуе и негово мислење. Добро, во секој случај ако немате нели ако немате контакт, може да се јавите да ви го дадеме повторно, па еве да поидете повторно да се сретнете па да видите што може да се Не, направи. јас само имам вака нервоза, да имам некои други проблеми, речиво за тоа уринарно или нешто со петици ова, не. Не, Добро. јас се издржувам. Тогаш е добро, значи ќе може да бидете малку поупорни, па со повеќе терапии да се обидете да го решите проблемот. Ви благодариме во секој случај. Дали имаме следен гледач? Ајде. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро вечер, ако се слушаме. Дали се слушаме? Да, добар ден. Повелете. Па јас би сакал исто така имам доста проблеми со истегнување на мускули, нарочно плешка и десна рака, и ова кажи го, кај прштените имам уште на S4, не знам како 5-6, тука негде поради мојата тешка работа. Мислам порано што сум дигал тешко. Би сакал да знам кај може да се наоѓам и сакал да прашам дали работи со, мислам, бидејќи сум осигурен, дали иде на приватно или иде преко фондот тоа. Така, еве доктор Симона ќе ви објасни. Доктор Симона? Во ред, фала. Се наоѓаме на улица Јордан Мијалков број 20. Во брзо време очекуваме да склучиме договор со фондот, така да пациентот ќе може и на товар на фондот да дојде. Сега дел од процедурите се како во сите физикални нели модалитети потпаѓаат под договор на фондот, дел нели се приватни, па во зависност од тоа ќе се види нели што би требало да се прави кај пациентот. Сега треба да се види снимката, треба да се направи преглед и друга работа е интересно што кажа пациентот, еве пациентите 4 терапии или 5 терапии, значи треба да се биде упорен ако сака долготраен резултат да се постигне, бидејќи ние имаме пациенти по 20 терапии што правеле и направени се магнетни резонанси сериозно нели редукција на дискалната маса, дека ако видиме дека нема резултати, тогаш нели сама јас ќе им кажам на пациентот дека нема смисла да се продолжи Тоа нешто со терапија. што со долго време се како да кажам кога ќе се направи после долго време проблем, така да лесно не се решава и затоа треба понекогаш да бидеме поупорни во нештото. Добро, ви благодариме, се кажав и претходно, значи за сите оние кои што не следат, или јавете се одма после емисија или веднаш утре после негде 9 часот, нашата секретарка ќе го има бројот од доктор Симона, па ќе може да го добиете сите оние кои што сакаат да стапат во контакт со доктор Симона. Дали имаме и следен гледач? Ало? Ало, повелете, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Да, ве слушаме, Ало. повелете. Се јавувам од Битола, се јавувам. Така. Да. Јас сум на 60 годишен возраст, опериран пред 40 години од дискус хернија L4 и L5. Добро. Војска војна. Од 2018 горе ми се јавија првите симптоми, големи потешкоти. Напред компјутерска томографија, од кој излезе на компјутерската томографија редуцирани интервални простори дискус хернија C2, C3, C4, C5, C6, C7. Не може да се одреди степен на компрометација на структурите на спиналниот канал. КТ на L-ревет, дегенеративни спондилозни сморлови херни на
дистален дел на ребето. Дегенеративни промени на интервален дискус L4, L5, E7. Дискус херния L3, E7, L4, Добро. L5, E7 со придружна латерализација и бил форминарна, а не се исклучива и радикална компромитација, комплекс диск остеофорит. А проблема е во тоа што јас имам од овие 3 години непрестани болки. Лекуван сум на физикална повеќе пати, сега ради пандемијата немам 2 години кај што немам ваја. А сега имате повеќе проблем со вратот или со кичмата? Кој дел ви е повеќе? Од целиот дел, од врато до кичмата со десната нога веќе А немам. оперирани сте на кичма Да, не, пред 40 години. да, пречи. Сега ова што го кажа, нели, што го прочитавте, доста изразено, ова не е само дискус херния, ова е комплексна состојба бидејќи има и спондилозни промени, односно дегенеративни, старење на целиот трбет. Треба да се види нели што би можело да се направи. Тука мислам дека ако консултирате неурохирург, сега не знам дали има едно ниво што е најмногу, друго помало, меѓутоа за цервикалниот дел како што гледаме на сите нивоа, не верувам дека односно би можело целиот трбет нема како да се оперира, така да може да се види дали може да се помогне со декомпресиона терапија во зависност, меѓутоа по ова што ми го прочитавте, вратот е во сериозно полоша состојба во споредба со лумбалниот дел и по моје мислење тука би требало веднаш да се делува. Да, извинете што тоа ми кажи тука и неврохирургот го питала што Никола Ченгелес. Не може вика операција, ова не може никој да го направи. Ова е многу комплицирано. Добро, со оглед на тоа дека немаме многу време, значи јас би ви препорачала да... Јас се извинувам, само една секунда. Ајде. Докторката скасно се уклучи, пошто гледа фудбал, касно се уклучи. Докторката мислам од превентива 99. Да. Така? Да. Јас го имам бројот. Па така, ќе се слушнете па ќе се договорите. Ќе може да се слушнеме, да се ви благодарам многу. Ништо, посакуваме да бидете добро. Доктор Симона, немаме уште многу време. Би сакала само да ги напоменеме лазер, ултразвук и магнетотерапија, зашто се ги применувате? Ги применувате и во овој... Да, рековме, значи за аналгезија, за намалување на болките на пациентите, подобрување, нели, намалување на спазамот мускулен, се подобрува и со нив циркулацијата, лазерот регенеративно делува, исто така се користат и другите модалитети, да речеме интерферентите кај фрактури, ние не лечиме само дегенеративни промени, значи физикалната представува една многу широка комплексна, дејност, каде што ние опфаќаме и невролошки пациенти, постмозочни удари, парези на нерви, парализи на нерви од компресија или од друга состојба. Исто така работиме и со фрактури, како што кажав, тука и магнетот помага, магнетотерапијата, исто магнетотерапијата помага за дискусите, односно со нив доаѓа до повторно рехидратација на дискусот и еден вид обновување на дискусите и сите модалитети во зависност нели каква е состојбата на пациентот се препорачува дали ќе се комбинираат, дали ќе бидат самостојно или заедно со декомпресиона терапија или со некоја друга терапија заедно. Така. Доктор Симона, јас ти благодарам за денес. Ми се чини дека се што требаше да споменеме во однос на лекувањето со декомпресиона терапија на дискус хернијата, кажавме и на вратниот и на лумбалниот дел кажавме. Јас се надевам дека во некоја следно издание или повторно ќе бидеш дел од ваш термин, бидејќи како што кажа, физикалната медицина третира многу проблеми, е комплексна дејност која што навистина помага за многу состојби кога станува збор и за дегенеративните проблеми, и за повреди, и за состојба после мозочни удари, или тука вие исто имате голема улога и така натаму. Посакувам успех во сето на што го работите и се надевам дека ве повторно ќе се видиме. Ви благодарам, секогаш ми е задоволство да гостувам во вашата емисија. Така. Почитувани гледачи, тука и јас ќе ви се обратам уште еднаш, сите оние кои што не следат, ако нели сакаат да стапат во контакт со доктор Симона, може да се јават веќе од утре во нашата телевизија, негде после 9 часот, кај нашата секретарка кој има бројот од доктор Симона и ќе може нели да се слушнат и да се договорат. Ве оставам во убаво расположение, имате добро здравје, чувајте се, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.